Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте. Јади Бурек, Сител 3 телевизија. Вечерва гостин, како што ви беше најавено, Илија Димовски. Господин Димовски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Искрено да ви кажам, немаме зошто протоколарно, сте биле повеќе пати, координатор, пратеник, еден од значајните неисторините членови на ВМРО-ДПМН, владеачката партија, но човек сте кој прилично добро ја познава и секогаш во разговорите со вас, онаа идеологија што е основата на ВМРО. Поточно за македонската револуционерна борба низ една политичка призма. Во последниве неколку дена се возбудија прилично духовите откако се разбра и се поставија новите споменици. Иако беа поставени споменици и на некои луѓе кои немаат апсолутно никаква врска со ВМРО и така натаму, но имаат со ослободителната борба. Така, се фатија за еден споменик за ќосето. Имено, не е проблем само, ја додека го читам тоа, бидејќи ја не ја познавам толку добро историјата, мене Википедија ќе ме воочи и така натаму, колку некои насоки, но од друга страна ме фрапира жестокоста на нападите кои дојдоа од опозицијата со такви квалификации за кои ја просто сум фрапиран. Едноставно дури и да, ајде, како да кажам, мислам дека никој не би си направил толку лоша услуга во политичкиот живот да постави на несоодветна личност споменик без да знае што прави и за кого прави. Па ја бе замолил уште од самиот старт. Ме интересира прво за овие споменици или ако сакате веќе одма да почнеме за токму за овој споменик, токму за овој човек за кој ја до вчера искрено да ви кажам ништо не знаев. Ева, дозволете ми прво две-три општи одредници околу целава тема на историјата, па ќе се сконцентрираме на ова најактуелното прашање со ќосето. Вака, ние имаме една наметната теза во нашето општество дека премногу историја имаме. И сега сите треба да глумиме и да бегаме од историјата. Као, ај не оптеретувајте со историја, премногу споменици, сега сите или но тоа е една невистинита приказна. Зошто? Јас пишував еден текст во кој што реторички поставив неколку прашања. Прашањата се следни. Колку од нашите граѓани знаат кога е укината Охридската архиепископија, кој ја укинал и зошто? Колку од нашите граѓани знаат кои се тројцата членови на главниот востанички штаб на Илинденското востание? Колку од нашите граѓани знаат која е улогата и значењето на Ѓорѓија Пулевски? Имаме како споменик. И ред други вакви прашања, кои што се суштински, кои што ни даваат одредници како сме се развивале како луѓе, како народ, како мисла, како идеја, како верба во едно нешто заедничко, ние не знаеме. Да, за Дейвид Крокет знаеме, за ова не знаеме. Значи, на прашањето кои се тројцата луѓе што го воделе Илинденското востание, често добивам одговори Никола Карев, Питу Гули, по некој ќе каже Гоце Делчев, иако тој веќе бил убиен. Тројца луѓе што го воделе востанието биле Сарафов, Груев и Лозанчев. И тие го воделе востанието. Тие биле главен востанички штаб и имале командна улога на сите реони каде што се дигнало востанието. Го кажувам ова за граѓаните да не разберат колку малку знаеме за нашата историја. Сега сме во една фаза во која што се ослободува општеството од стегите наметнати од претходниот систем. Во кој што требало да се знае историја онолку колку што било легитимно за една општа заедничка приказна на градење на новата политичка нација Југославија. Покрај тоа што го немаме, сега имаме и слобода да истражуваме, да читаме, да прашуваме, да разговараме, без никој да сме еден и замери за тоа. И нормално е да излегуваат на површина и да предизвикуваат огромно внимание токму оние делови од историјата кои што биле зацкривани, тргнувани настрана или негирани. А тие се обично периодот помеѓу двете светски војни. Најчесто е тоа. Најчесто е тоа, иако во случајот со ќосето не е во главном така, но неговата активност се протегнува и во тој период.
но главната негова активност во револуционерното дело е токму во предилинденскиот и постилинденскиот период. И затоа мислам дека таа расправа во општеството не е на место. Напротив, ние мораме да си ја знаеме историјата. Ние, не знаејќи го значењето на старата Охридска архиепископија и не знаејќи колку многу сме изгубиле како можност за развој на една идеја, на една природба автохтона во самата Охридска архиепископија, ние всушност не знаеме зошто сме до тука каде што сме. Сакате ли да го објасните? Имаме време. Не влегувал многу, но една теза ќе нафрлам. Букурешкиот договор е само последица на укинувањето на Охридската архиепископија. Како го врзувате тоа? Со укинување на Охридската архиепископија, Турската империја, Отоманската империја, која што во тој период има одлични релации со Фенер, со Цариградската патриаршија, дозволува влез на тугите пропаганди на територија на Македонија. Во прво време е тоа грчката пропаганда во 80% од територијата на Македонија. Всушност и тоа било целта на укинување на Охридската архиепископија. Во мал дел како се ослободувала и како се осамостојувала српската држава, нели, на почетокот на 1805-1814 со нивните востанија, подоцна и со формирањето на бугарската екзархија во 1870 се случува тоа што се случува, односно влијанијата, пропагандите на грчката црква, на бугарската и на српската само ја даваат сликата на Букурешкиот договор многу пред Букурешкиот договор. Охридската архиепископија важеше до тогаш за најстара како црква во пета по великодостојност во целиот православен свет. Дали е точно, бидејќи читам некои спекулации кои не можам да ги проверам и кои не можам да ги изучам како туку само новинарски и површно, нормално, дека Русија и тоа како кумува токму на лобирање, едно зацкриено, зад завеси, затоа што не се ја одговара, затоа што веднаш после тоа она станува доминантна во православниот свет. И дека тука имаме една валкана игра од, оние што ги мислиме и што толку многу ги милуваме. Вака. Зависи каква литература читате, има различни тези и различни согледувања. Човек кој што сака да дознае повеќе и да ги свати логиките, не треба да исклучи ниту една сериозна теза која што се потпира на некои историски факти и не треба да се врзе за една теза. Заради тоа што како и што во денешницата ни се случуваат политички процеси, било внатрешни, било надворешни, така се случували и тогаш. Стотици фактори влијаат на еден процес. Така било и тогаш. Но логиката дека Русија имала интерес да биде единствена словенска православна сила, има простор. Иако, јас, читајќи една американска книга издадена на почетокот на минатиот век за историјата на Балканот, најдов податоци дека всушност односите на на Цариградската патриаршија, ние нели си ја викаме грчката патриаршија, подразбираме истото, иако не е исто. Односите на Цариградската патриаршија со портата во Истанбул биле совршени. Значи, кога тргала турската, односно отоманската флота во војна, Цариградскиот патриарх ја испреќал со пеење, со црковно пеење, ја благословувал. Или пред 200 години, кога постоеле двете државички романски, Влахија и Молдавија, назначувањето на тие биле вазални држави на Отоманската империја. Назначувањето на кнезовите на тие две држави одело по предлог на Цариградскиот патриарх. Че Цариградскиот патриарх му предлага на султанот овој човек ќе биде, султанот го назначува и значи во 100% од примерите ги има и лозите, ги има и имињата, секогаш се грци. Црквата во Романија во тој период била под силно влијание на Цариградската патриаршија. 1/5 од целокупната територија на овие две држави, Влахија и Молдавија, како земја, била во посед и во собственост на црквите, на манастирите. Всушност била во собственост на Цариградската патриаршија.
Романците кога прават своја држава, еден од првите закони кои што го носат е раскинува, односно одзимање, национализација на земјата од црквата, не заради тоа што не биле верници, напротив, романците важат за едни од најпосветените православни верници и на Балканот и пошироко, но за да си ја земат земјата, да си имаат земјата под своја контрол. Така да, според мене, грчкото влијание е пресудно за укинување на Охридската архиепископија, која што била најјужната и најголемата словенска православна црква. И врз основа на тоа, оттаму можеме да ги повлечеме сите последици кои ќе донесат па и до Букурешкиот договор. Поточно дека ние немаме корен, немаме основа за држава, ние немаме основа да создадеме национална држава токму заради укинувањето на... Видете, Јанко, значи, во северниот дел на Грција постојат веројатно 100.000, 200.000, 500.000, 600.000, не знам, луѓе кои што себе си се чувствуваат за грци. И јас го почитувам тоа. И во исто време се чувствуваат за македонци. Но ако ги слушнете нивните имиња, секогаш се Спиро, Катерина или слично. Сите тие во меморијата кај своите баби, прабаби, прадедовци имаат по некое име, имаат по некој збор. Или, ако им го видите фолклорот, истите песни се, само се без текст, истите орасе, истата носија. Поентата е, тие луѓе таму 200-300 години живеат со идентитет граден во грчката патриаршија, односно во Цариградската патриаршија. И ние денеска, од денешна перспектива, не можеме да им замериме за тоа. Но тој идентитет во таа црква е така граден. И тој во принцип е нереверзибилен процес. По принцип ние треба да зборуваме за историја, треба убаво да ја знаеме историјата, но треба да градиме чекори кои што ќе значат и иднина. Не знам, примерот на односите помеѓу Турција и Австралија, знаете, на Чанак Кале, во Првата светска војна. Над 250.000 луѓе загинале во една битка. Галиполе. Над 250.000 луѓе загинале. Денеска заедно ја слават битката. И турците, и австралијанците. Односно, тоа е Британската империја, но најголем број од загинатите биле оние Анзак, како ги викаат трупите, односно од австралиските трупи на А сакаш да кажеш дека светот се помирува и дека ги надмирува тие работи? Да, во принцип, но не е одговорно да немаме помнење и да не знаеме кој ни е правецот. Секое време си носи свој тегоби. И ние сакаме да ги абсолютизираме работите во бела и во црна боја. Ништо не е во бела и во црна боја. Нити нашиве револуционери за кои што ќе разговарам. Значи, секое време си носи свој тегоби, своји проблеми. И денеска, 100 политичари на сцената, генерално, можам да ја гарантирам дека 99 од тие 100 политичари или 98 од тие политичари стварно имаат желба да Македонија да напредува, да биде економски развиена и така натаму. Но имаат различни патеки, различни видувања. Има многу омраза лична, има неразбирање, некомуникација. Че ако двајца политичари денеска се скарани меѓу себе, по 50 години кога ќе треба се направи ретроспектива, ние не треба едниот да го осудиме зашто бил скаран со другиот. Едноставно, може би не е модел муабетот. Така било и пред 50 години, така било и пред 100 години, со исклучок, кога имаме ситуации на свесни ликвидации, свесни нарачки и така натака, и тоа е веќе сосема друга димензија. И сега да дојдеме до... Да дојдеме и до оваа историска личност за која повеќето нема многу сознание и може би ќе поминеше, окей, во ред Кјосето, некој си револуционер, да не беше реакцијата на опозицијата која почна просто хистерично да се однесува. Мене ми заличи како Кјосето да е некој актуелен функционер на ВМРО ДПМН, па сега мора да му се во најмала рака некој си тежок криминалец кој моментално не може полицијата да го најде, ако има убиено, не знам, масовни гробници овдека, не знам, може би студентите ги ликвидирал кај Струмица, кај Велешко и ликвидацијата може би он ја направил, карикирам. Така е, се разбирам. Знам која ви е поентата. Да.
Нели, пошто тие масовни убици не се револуционери кои не изградиле државата за нив, а сега за овие. Искрено, ја немав никаков став, но гледајќи ја нивната хистерија, ја обично имам антагонизам кога некој ќе почне така да збори. Нешто чувствувам инстинктивно дека не е во ред. Но, Илија, пред да почнеме, ја би те замолил да направиме една кратка пауза, па да го продолжиме разговорот. А токму и го спомнавме филмот Галиполе, кога веќе ја спомнувавме битката, познат филм уште од времето со Мел Гибсон. Страшно било тоа, мислам. Мислевме дека на линија мажино помеѓу французите и германците тие револските битки биле страшни. Овдека во неколку дена 250.000 мртви. Тоа неверојатно е. Еден шмајзер турски. Целото тоа на многу мала територија се случува. Да, на многу мала територија. Обично каде што кога патуваме, нели со автомобил или со автобус за Турција поминуваме. Не сум бил на лице место, морам да признам. Не сум бил ни јас, но тука е некако. Но документарци доста сум гледал на таа тема. Ја би те замолил сега, новите споменици и да се фатиме за за ќосето. Неговото полно име Андон Лазов Јанев на прекар Ќосето. Од дете го носи прекарот, не знам зашто е така. Потекнува од едно село многу близу до Велес. Голозинци се вика селото, тоа е за оние што не знаат, тоа е на некои 2-3 километри од Чашка. Од сега е општинско седиште Чашка. Значи 15 километри од Велес. Кога бил млад, Ќосето умира таткому, се преселуваат во Велес кај родни. Не живее одреден период во Велес, не долго. Веле сиромашна фамилија. Има еден инцидент со некој велешки чауш, син на некој големец во Велес, Али Чауш се викал. Инцидентот завршува со тоа што Ќосето го убива турчинот и бега од Велес. И тоа е, како да ви кажам, веројатно во секоја трета фамилија македонска може да се најде таков пример. Убил некој турчин, пред 10 генерации си селиле од едно село во друго. Или од еден град во друг град. Тоа е класика. Инцидент, веројатно немал ни политичка, ни идеолошка причина, се спречкале, се избегал за Солун и од тука веќе почнуваат сите овие негови контакти и движење. Очигледно е дека станува збор за решителна личност, која што не калкулирала многу, нити со идејата, нити со себе. Заради тоа што она што може да се прочита за него, не на Википедија, како што е... Јас спомнав. Да. Не само вие, да ви кажам искрено, не можам да прифатам цела дебата во државата да се води на тоа што пишува на Википедија. Не може. Така е, се согласувам. Првиот контакт негов со организацијата е со Дамјан Груев. Преку човек, преку Тано Манџуков, некој, XY, близок човек на Дамјан Груев. Дамјан Груев тогаш бил во Солун. Проценуваат дека човекот е решителен и го задолжуваат да биде постојано со Татарчев, со Христо Татарчев, доктор Христо Татарчев, прв председател на организацијата, прв председател на ВМРО. Го водат како пајтонџија, но тој му е повеќе човекот доверба на Христо Татарчев. И тука има неколку инциденти. Она што се коментираше во Солун, зборам, после тоа има и други инциденти кои се коментираат. Прв инцидент му е со братот негов, Никола. Кога бега во Солун Ќосето, неговиот брат заедно со турци од Велес одат во Солун за да го најдат. А братот оди за да покаже кој е, зашто не го знаат. Брат му го предава. Практично брат му сакал да го предаде. Го заробуваат и Ќосето не е тој кој што го убива брат му, но нема ништо против. Значи се трга од целата ситуација, овој си ја добива казната за предавство, која што и многу други ја добит. А кој го извршува? Од оперативците во тој период. Прво да расчистиме една работа. Нема револуција и нема војна во светот.
која што подразбира свирење арии, играње балет, правење чоколада, делење цвеќиња. Да, па во Прилеп мислев у витаминка почнува чоколадца да делат 40 прва. Нема држава во светот, нема борба. Ние знаеме дека со борба и со пред 70 години генерацијата на нашите дедовци дале 24.000 жртви. И тоа не е пред 700 години, тоа е пред 70 години. Моите двајца дедовци биле партизани. Среќа што не загинале, а биле партизани по 3 години. И двајцата. Тоа е пред само 70 години. Значи 24.000 жртви сме дали. Тоа значило битки и војувања. Тоа значило жртви на сите страни. Но тоа значило и жртви внатре кај нас и меѓу нас, како што имало. И во партизанскиот период, и во илинденскиот период, и пред илинденскиот и после илинденскиот период. Така да не треба ние да си правиме приказка од тоа дека некој учествувал во некои битки и тој не бил уметник. Овие што критикуваат зошто е поставен споменик на револуционер, ниту еднаш не пофалија кога се постави споменик на Ѓорѓе Пулевски. Така? Или на Чуповски, или на Мостот на уметноста, Ристо Шишков, Славко Јаневски, и Гоцар Нудов, Тоше Проевски, до денешница. Значи, никој не го пофали тоа. Ако било таа намерата, ако било намерата од овој учествувал во битки, во војување и во извршување на наредби на организацијата за ликвидација на окупатори, предавници, пропагандисти, учители грчки. Но обвинувањата идат на тоа дека работел за бугарската страна, против Македонија. Така беше објаснувањето на соросоидните новинари кои излегоа со... Значи, како да ви кажем, за секој наш револуционер, ако отворите бугарски сајтови, ќе најдете еден куп книги кои што ќе ви потврдуваат дека тој е бугари. Така, за секого. За Татарчев, за Делчев, за Агруев, за Сандански, за Сарафов, за Ѓорче Петров, за Пере Тошев, за секого. Таторите исто така. За секого. Така да тоа е нерелевантно. Да. Не треба да влегуваме ние во таа приказка. Добро. Идејата е слобода на Македонија и автономија на Македонија. За тоа постојала организацијата, за ништо друго. Се друго се лепенки кои што после се додавани заради остварување на одредени политички интереси на веќе оформените држави после Втората светска војна. Така тоа фрлање на коска во јавноста само кажува дека недосташуваат аргументи. Кажам неколку примери за Ќосето, за граѓаните да знаат дека всушност не станува збор за епизоден лик, или бодигард, или убиец, како што го нарекува. Масовен убиец. Не. Станува збор за еден од првите четници на организацијата, односно еден од првите луѓе кои што има чета своја. И заедно со уште 5-6 души по насока, по директна кореспонденција, што устна, што писмена ја добиваат како задача од Гоце Делчев. Не станува збор за случаен лик. Нема дел од Македонија, посебно во пределот околу Дојран, што тогаш бил град со 20.000, бил поголем Дојран од Скопје. Струмичко, Кукушко, Енидже Вардарско, Гевгелиско, че све што е јужно од Велес до Сол. Тој бил теренот во кој што работел Ќосето. И тоа работел со личности кои што зборам до илинденскиот период. После се враќа малци погоре околу Велешко и така натака. Работел со ликови кои што се авторитет. Апостол Петков, Терзиев, Енидже Вардарско сонце, го славиме. Великан на комицкото движење во тој дел од Македонија. Андреа Дамјанов, исто Велешенец, до Курчев, познат е, некоја колумна имаше деновиве малце во непријатна конотација, беше ставен во препирка помеѓу двајца новинари и што виден лик од градот од кај што јас потекнувам. Само да нафрлам колку ирационална дебатава. Сега Андреа Дамјанов до Курчев е еден од ликовите за кого што е поставен споменикот Коњаник во Велес. Тој споменик е посветен на тројца велешки војводи, Алабакот, Андреа Дамјанов и Тодор Христов офицерчето. И тоа е поставен во време кога локалната власт беше под СДСМ. Ние ги поддржавме, ние гласавме за. Се постави споменик за овие тројца војводи. Сега,
Андреа Дамјанов, еден од најблиските соработници со Ќосето. Неразделни се, како велеша, на истиот терен го работеле, комуницира. Што сорта сте велеше, сега... што изнедривте? Терористи. Тек за гемиџиите да почнеме. За гемиџиите, ако почнеме да зборим. И сега, не можеме, значи, не е принципиелно. Ако не си искача на крај со велеше, не, знам. Не. Веројатно, те разбирам што сакаш да кажеш. Значи сега, не можеме да славиме Андреа Дамјанов, не може на Андреа Дамјанов да му градиме споменик во Велес. Прифатен. И од едните и од другите. А за Ќосето да фрла. Не оди таа работа така. Друг пример. Го затвараат бугарите Ќосе. Тој е, нели, бугари бил. Се го затвараат во Ќустендил, го носат во затвор во Пловдив. Од Пловдив Гоце Делчев лично оди да го извади од затвор и го вади од затвор. Пример. Или друга ситуација. После едно извршено убиство во Солун на српски даскал, кој што работел нешто во конзулати, Ненад Пејчиновиќ, презимето сум го запомнил зашто е специфично. Има голема потера по Ќосето во Солун. По наредба на организацијата го повлекуваат во некој градче близу Серес. Ќе извините, името не го памтам на градчето, но пратња со него дотаму е Даме Груев. Даме Груев го носи Ќосето до Серес. Што кажува дека не станува збор воопшто за епизоден лик. Првата комуникација на Ќосето со Гоце Делчев, а станува збор за интензивна комуникација подоцна, помеѓу нив двајцата, е по иницијатива на Гоце Делчев. Тој му праќа писмо. Во спомените на Ќосето е убаво објаснета и првата средба помеѓу нив двајца. Дури и првата средба со Борис Сарафов на Ќосето, која што била непријатна. Малце се спречка. Контактите негови со сите револуционери од тој период, со Јане Сандански, кој што во периодот кога Ќосето е веќе четник на организацијата, под оружје и илегален, тоа се подразбира, Јане Сандански се уште е во цивил и не е четник. Има во некои списи објаснување за една препирка помеѓу Ќосето и Сандански како треба да се практикува револуционерното движење. И Сандански му замерува на Ќосето дека е премногу решителен, како да се изразам, премногу брз. Со предавниците и со пропагаторите не бил толерантен. Но кога Сандански станува четник, кога оди во илегала, неколку села околу Мелничко се обидува да ги вклучи сите наеднаш во организацијата и организира заклетвата за цело село. Но се случува, нонстоп е под бркање од турската власт, од отоманската власт тогаш. Значи предавници. Цело време. Но сега во едно село, тогаш селата биле големи, 2000, 3000, 5000 луѓе. Во едно село од 2000 луѓе, нормално е. Ке се најдене. Ке се најдене. Сандански, сите тие кои што ги лоцира, неговите чети ги ликвидираат, како пример. Ако велиме дека Ќосето не чини заради тоа, треба и за Сандански да го кажем. Исто тоа не е убаво да го кажем. Заради тоа што нема битка која што се добива со цвеќе садење, посебно во тие услови пред 120 години, кога практично цела Европа била раскрварена на десетици фронтови кои што се менувале секоја пета година. Еден повозрасен човек, колега мој, овие денови баш вака во муавет вели, абе чешки да имало 1000 како Ќосето, уште тогаш држава ќе сме направили. Чи станува збор за еден исклучителен лик кој што се жртвувал и себе си и бил исклучително посветен на организацијата. Се обидувале да го приклонат дали е близок со едни. Но не погинува. Не, умира во длабока старост. Каде? Во Горна Џумаја или во Благоевград по ново. Зошто не останува во Македонија? Зошто останува? Не може никој да ви го каже тоа, но ако сакаме да вратиме на овие малце левичарски или соросоидни повеќе, не левичарски, ќе направам грешка ако кажам левичарски, но овие соросоидни тврдења ќе кажеме заради тоа што веројатно ќе завршил како братот на Никола Каев.
или ќе завршил како Павел Шатев, или ќе завршил како Панко Брашнаров. Стари револуционери. Или ќе завршил како братот на Питу Гули. Стари револуционери кои што не завршиле славно. Братот на Никола Карев загинува во Идризово последната ноќ пред да треба, од кога е одслужил казната практично. Утре треба да го пуштат. Зборам за периодот после 45-та. Утре треба да го пуштат, од ноќта умира во затворот во Идризово. Веројатно затоа. Но никој не може да суди за тоа време. Секое време се било на свој начин лудо време и треба да ги овие работи треба да ги знаеме, но не треба да внесуваме воопшто нервоза или антипатија спрема левицата или спрема десницата, заради тоа што без левица ќе сме немале држава и без десница ќе сме немале држава. Станува збор за истата идеја. Идејата е Македонија. Нема филозофија. Со истата идеја е формирано ВМРО, со истата идеја е кренато и Линденското восстание, со истата идеја 41-ва е кренато восстанието, со истата идеја е АСНОМ, со истата идеја е 8 септември. Нема голема филозофија. Секој на свој начин. Јанко мислел дека треба вака, така терал. Иле мислел дека треба поинаку терал. Но, кај 99% од револуционерите истата идеја. Затоа има споменик и на Михајло Апостолски. Тој сега исто го поставивте? Исто. Што е... Каде го поставивте на Михајло Апостолски? Тој е мислам кај Континентал. А на Ќосето? На Ќосето е на раскрсницата кај Мавровка. Така, добро. Значи, Михајло Апостолски е лик кој што случајно или намерно во комунистичкиот период... Много стратешко место вака Ќосето го ставивте. Вака кога сега размислувам. Па не знам сега, јас... Значи, не мораш ништо да кажеш, реторички е. Да. Реторички е, не мораш да одговараш ништо на ова. Ова е само јас кажам гласно. Добро? Си одлучуваат советите на општини и така натака. Не сум размислувал во таа димензија. Мене повеќе ме интересира оваа историска композиција. Вие како партија имате ли некоја идеја на која се договарате, на пример на вашето највисоко тело, дека овие револуционери кои не ја добиле... Не. Станува збор токму вака принципиелен пристап кон почит за оние кои што заслужиле да имаат почит. Овие идеи кои што јас ги зборувам ги споделуваме ние. Но практична реализација за која што ме прашуваше апсолутно надвор од темите кои што се дискутираат на партиски органи или тела, заради тоа што за тоа си има адекватни државни и локални институции кои што имаат надлежност. Ние некогаш разговараме на овие теми меѓу себе. Во смисла, сте си прочитал оваа книга, како што впрочем и ти што твоите пријатели правиш муавет за она што ти е од интерес. Знаеш што ме... Јас оваа вечер да бев со моите другари, веројатно ова ќе ми беше една од темите, како што ќе ми беше тема и Бајерн Мюнхен, кој што игра во овој момент или веќе заврши. Така да, сосема нормална комуникација. Поентата ми беше дека всушност ние треба да се растеретиме од тие идеолошки поделби помеѓу нас, заради тоа што ние сме добар пример. Јанко, немало крвопролевање во Македонија помеѓу македонци толку колку што имало во Србија помеѓу Срби или во Хрватска помеѓу Хрвати. А мислиш на четниците и партизаните, ние можеме да ги наброиме. Ние можеме да ги наброиме. Од првото братоубиство се смета во некоја литература убиството на Михаил Даев, војвода во Драма. Тоа се смета 1905 како прво братоубиство. И можеме да наброиме, јас и ти вечерва, еве и Велешкиот случај со 53-цата, има на Скопско Кале, тие се последните. Но во тој размах од 50 на години ќе ги наброиме ние. Нема да бидат илјадници. Сакаш да ми кажеш дека нема толку пролеана крв да мораме да се закрвиме левица и десница како што некој сака тоа да го направи. Тоа сакам да го кажам апсолутно. Значи ние сме одличен пример спореден со српскиот пример или со хрватскиот пример. Кај нас, знаете, партизаните, моите дедовци, веројатно вашите и многу други, не оделе партизани нити за идеологија, нити за партија, нити за комунизам, нити за социјализам. Врска немале луѓето што е тоа социјализам, што е тоа комунизам. Може тек тук по градовите, по неколку оние местни
организации што биле на КПЮ и на КПМ после, на Покраинскиот комитет. Но масовноста ја дал народот. За слободна Македонија. Тоа било идејата. Тоа било идејата. Затоа првите 4 партизански носат имиња Гоце Делчев, Даме Груев, значи не носат Вејко Влаховиќ и не знам така. Карделј. Имињата се имињата на старите војводи. Што значи дека е иста нишката. Затоа не смееме да правиме ние разлика помеѓу Илинден, Асно и 8 септември. Станува збор за континуитет. Имаше една интересна работа, уште ќе имам да те потпрашам за ќосето, но еве кога ги спомнуваме партизаните, сум разговарал со некои од постарите вака граѓани кои се уште се живи, имаат 88-9 години, и со кои сум разговарал за како започнувала нивната борба, што се нивните сеќавања од тоа време и така натаму. Значи, вика, една работа да ние, вика, некои што бевме идеолошки, вика. Значи, некој прочитал Маркс, Енгелс, ово, вика, не бевме способни ни за пушка, ни за бутер. А камо ли да прескокнеме ограда, да ликвидираме чувар, за да ограбиме магазин, да земеме пушки, за да тргнеме револуција. И затоа, вика, кога тргнува борба, вика, не се гледаше тогаш, вика, дали е некој крадец, дали е некој убиец, дали е некој војвода, или него дали си ти способен да направиш конкретна работа. Ја не бев способен, мен ми требаше, вика, не е важно за кого, нели, дека научив да пукам, па да упукам, па не е лесно, па го преживеав, после 2-3 години веќе можев, се борев сериозно со непријател. Но затоа, вика, имав пријател, кој беше лешен на нож и кој прв ни ги извади пушките од магазин, ликвидираше чувар, и вика ги извади, и вика, после полиција го бараше, па имаше нетепа, па 300 чуда и така на. Која војна не е таква? И сега, тој човек, ја вика, треба да го прогласам за неподобен, затоа што во тој момент, да, он не бил... Ако не бил решителен, веројатно ќе ги фатиле и ќе ги ликвидирале. И сега мене тоа многу ме замисли, знаеш, бидејќи ја имавме таа слика, Илија, ја имавме таа слика дека, нели, црвените универзитети, дека комунистиве, они се развивале интелектуално по затвори. И ја не знам, другарице, посадите цвече, со љубичици сме ја добиле војна во Небаре. Не, нема војна. Значи, требале рамбовци, луѓе кои ќе може да земе нож во рака и да пука. Американците го слават Џорџ Вашингтон, така? Така. Џорџ Вашингтон, покрај тоа што бил паметен човек, војувал. И тоа граѓанска војна војувал. Правил граѓанска војна. Не знам, турците го слават Мустафа Кемал Ататурк. Човекот станал политичар благодарение на тоа што бил војник. Имено заради примерот со Галиполе што го зборев. Значи, успехот негов на Галиполе се одразува на неговата политичка кариера. Тука има 250.000 жртви минимум. Или Караѓорѓе во Србија станува крал на Србија, ама убивал турци, како да ти кажем, затоа станал крал. И денешната Лоза Караѓорđević му реши выборов во на еден од наследниците. Исто како што и наши гинеле, како да ти кажам. Тие времења поминале, но Караѓорđe станал крал српски со максимална почит од сите срби до ден денеска и во наредните 500 години. И ја го разбирам тоа и ги разбирам и го почитувам тоа. Но човекот се жртвувал, така, не седел дома, не читал литература, не пишувал музика. Не велам дека и таквите ликови не треба да се почитуваат. Што гледаш и филмот за легендата за крал Артур, крв до колене. Или Маршал Жуков, како беше да не му го сгрешам презимето, овој што го добива Источниот фронт. Споменик на Црвен плоштад има, ама на Источен фронт 20 милиони руси гинат. Така. И сега што? Ако не биле решителни, веројатно немало да добијат војната. Ама изгубиле 20 милиони луѓе, ама држава направи. Фала му на Господа, веќе живееме во свет кој што малце повеќе е цивилизиран. Сега војните се случуваат на многу поразличен начин. Тек тук, нели, во деловите од светот каде што не е дојдено тоа ниво на развој. Но фала му на Господа, ова за ние што зборуваме завршило пред 50, 60, 70 години со крајот на Втората светска војна, бар на територија на Европа. Да, и затоа зборам од глобален
карактер. Мораме да им дадеме почит и на комите, и на партизани, сите оние што се Без бореле за исклучок. Македонија. Без исклучок, заради тоа што ќе речем без комитите, односно без илинденскиот период, ќе немало подлога врз која што ќе бил ставен Асном. Без Асном ќе немало подлога врз која што ќе бил ставен 8 септември. Еве, Асном го спомнуваш неколку пати, имаше критики до председателот на парламентот во врска со неговиот говор, па се извади Асном, па се... Имаш ли некој коментар во врска со тоа и воопшто, бидејќи има една перцепција сака да се наметне, и пак велам не ја наметнува толку левицата, колку соросоидните новинари, Така. дека вие како ВМРО, како десница, сакате дека сакате да терате профашистичка политика, дека да ги исклучувате сите оние придобивки од Асно, сето тоа што биле од партизани и доблесни комунисти и така натаму, дека тоа го негирате. Последниот случај, еве сега вам ви се трие однос, например, расфрлањето на коските од костурницата од спомен обележието на партизаните во Кичево, дека ете тоа не е случајност, туку одраз на вашата политика и така натаму. Еве, значи неколку работи ви нафрлив за едно повшироко објаснување. Значи односот на ВМРО-ДПМН, денешната власт, вие како партија спрема Асном, спрема партизаните, спрема она што... Максимален респект, без исклучок, како кон Илинден, така кон Асном, така кон 8 септември. Но да објаснам. Прво, за мене неприфатливо е знакот еднаквост помеѓу партизани и комунисти. Тоа е била наметната приказка за да се изгради комунистичкото општество постфестум. Заради тоа што Асном не е собир на комунисти, туку е собир на партизани, собир на мислители, на трговци, на занаетчи, кои што не сите биле членови на комунистичката партија. Видите списокот на членови на првото заседание на Асном, далеку е од тоа од поистоветување со комунизам. Прва работа. Втора работа. Ако ги погледнете идеолошките одредници на Асном, вие на Асном немате само руско знаме, имате и америчко и британско, така? Добро. Една работа. Втора работа. Ако го читате... Вака поентава ти е добро, иначе го имам во свеста, никогаш да го акцентирам. Ако го читате првото обраќање, отварањето на Асном, од страна на Панко Брашнаров, јас секогаш кога го читам, се наежу. И тој е велешанец попатно, да не испуштам да поентирам. Ќе прекинам емисија, више, значи, не се трпи. Панко Брашнаров, неговото обраќање Добро. Е истото за кое што збориме ние. Идејата за Македонија. Ништо повеќе, ништо помалку. Обединети сите заедно, без разлика на идеологија, без разлика на се. По име и по презиме, по региони, по така натака. Декларацијата за основните човекови права, мислам дека се вика, сега нормативно парафразирам, можеби ќе сгрешам, можеби ќе напише некој на Facebook дека токму тоа не сум го знаел, но тие што знаат за што се работи. Тоа е еден од неколкуте документи кои што го носи Асном. Знаете што има во таа декларација? Вика, се гарантира приватната собственост. Нешто што после тоа не се гарантира. Се гарантира правото на плурални избори. Нешто што после тоа не се почитува. Се гарантира правото на слобода на вероисповеста. Ова е првото заседание наступ? Да, 44-та, 2 август во Прохор Пчински. Се гарантира правото на вероисповеста, што после не се почитува. Ред вакви примери, кои што идеолошки не се еднакви со она што ние од 45-та до 90-та сме го имале како државна одредница внатре во државата. Нити имало гаранција на приватната собственост, нити имало избори, нити имало слобода на вероисповеста, нити имало слобода на здружувањето. Сега ми текна слобода на здружувањето и слобода на мислата и на збор. Значи се знаело како збор на страна, одиш во Идризово или во Тешево да копаш камењ. Или малце на Јадран. Значи, Асно е чиста приказна во македонската историја. Она што представува проблем е некој тивок пуч по мене, зашто јас сум зборил и во собрание, кој што се случува негде пролетта 45-та, кога власта ја превзема Лазар Колишевски како
прв премиер. Темпо, после темпо е? Па, види, има една приказна за која што не сум сигурен, но ќе ја нафрлам еве како мотив за да истражуваат новинари овие што ги викаме од Сорос. Има една приказна дека Лазар Колишевски во тоа воено училиште во кое што учи во Крагуевац или во Кралево, дека бил школски другар и седел на иста клупа со Александар Ранковиќ. И дека за тоа е Лазар Колишевски, не заради друго. Но не се, значи, практично инсталацијата на Лазар Колишевски во Македонија, он не бил активен партизан, не учествувал во партизанските движења. Инсталацијата негова во Македонија е под диктат на Темпо, веројатно и на оваа работа која што ви ја кажав со Ранковиќ, и в моментот кога ја превзема тој власта во Македонија, всушност тогаш е дисконтинуитетот. Асном не е дисконтинуитетот, туку после е дисконтинуитетот. Заради тоа што за истите работи за кои што се борели и глинденците, се борели и партизаните. За истите работи кои што ги имате во Крушевскиот манифест, ги имате и во декларациите на Асном. Истите работи. И на двете заседанија? Истите работи. Зборам до март месец 45-та. После тоа е сосема друга приказка. После тоа е завршен пучот. 2/3 од членовите на президиумот на Асном завршуваат во затвор или се ликвидирани. Владимир Полежиновски, ред други. Таму Павел Шатев, Методи Андонов-Ченто, тогаш е дисконтинуитетот. Не е пред тоа, не е во партизанското движење, не е во Асном. Дисконтинуитетот е пучот на Лазар Колишевски во Македонија. Но не се. Не е битно. Значи, за нас е сосема јасно и прецизно дека 8 септември немало да биде без Асном. Асном немало да биде без Илинден. Ме разбирате? Тоа се трите темели кои што нити смееме, нити можеме, нити имаме мозок да ги подредуваме по значење. Ова не го збориш само како Илија Димовски, туку го збориш и во името како идеологијата на твојата партија. Ако јас не можам тоа да го кажам, така? Тогаш не би, малку би биле тие што би можеле. Значи нема поделба по таа. Она што сака да се наметне дека ВМРО-ДПМН води пробугарска политика на негирање на Македонија, дека е антипартизанска, дека е сака да ја негира антифашистичката борба, ти овдека со ова твое образложение тврдиш со својот авторитет и како представник на твојата партија дека апсолутно не е точно ни сите овие образложенија што ги кажеш. Апсолутно е неточно и тоа е една динамика која што се користи од 91-92 година од страна на понекои представници од левицата кои што немајки како да се спротистават на ВМРО во овој период, се обидуваат да лепат лепенки. Не сваќајки дека со тоа прават раздор во македонското национално ткиво. Не и помагаат на левицата, не му помагаат на СДСМ, не му одмагаат на ВМРО, но прават штета на Македонија. Значи, од бугарските летоци, памтите, 92 година, па до ден денеска така понекога. Инаку, ова со Кичево што го спомнате, со Кичево, со Костурниците, со уништување на партизанските гробишта, имаше и во Велес таков инцидент на споменикот, ако не се лажам. Не, инцидент имаше во Велес. Во Велес имаше два инциденти, едниот беше спрема надгробната плоча за ПС тројцата велешани. И имаше инцидент со еден напис има Тито кој што го оставил во Велес, која дошол. Пошто нели беше Титов Велес. Так. И нормално обвинувањата се дека вие сега ќе ви кажам пример. Ова за Кичево го видов и стварно на место се забелешките, но станува збор за нешто што се случило сега акутно во последниот месец ден. Имаше слични забелешки за неоддржување на коштурницата во Велес. Расфрлање на коски бе. Ако дојдете во Велес, ќе видите дека токму сега Министерството за култура финансира проект за целосна реконструкција и обновување на коштурницата во Велес. И се работи таму. Одлично. Значи, ако било тенденција, така, немало да се реконструира коштурницата во Велес, во која што исто така се сместени коски на стотици партизани од Велес и од Велешко. Не станува збор за тенденција. Јас сум сигурен дека државните институции многу брзо ќе реагираат
и за конкретниот случај. Знаете, ако некој новинар или некој човек кој што е присутен во јавност... Не, Илија, не ме разбираш. Го најде случај. Илија, видете, само дозволете. Не се работи за случај, дека се работи за континуирана тенденција на политика на ВМРО ДПМН која ги поттикнува таквите процеси во Македонија. Ако е така, зошто е изграден споменик на Михајло Апостолски? Зошто е изграден споменик на Кузман Јосифовски Питу? Зошто е изграден споменик на президиумот на АСНОМ пред собрание, значи ние кога излегуваме од работа, го гледаме споменикот на президиумот на АСНОМ, во кој што е и Киро Глигоров. Значи има споменик на Киро Глигоров направен од оваа генерација на ВМРО ДПМН. Ако е така, зошто го правиме ова? Зошто го почитуваме Кузман Јосифовски Питу, Методи Андонов Ченто, Михајло Апостолски, Киро Глигоров, Кочо Рацин, членовите на президиумот на АСНОМ? Зошто ги почитуваме? Ако е така, нема логика. Не е така. Не е така. Ви објаснив и ви објаснив кога е настанат проблемот. Значи проблемот не е настанат ни во време на партизанското движење, не е настанат ни во време на заседанието на АСНОМ, проблемот е настанат со дисконтинуитетот. Натеравте многумина луѓе вечерва да се замислат и мислам дека знаете декларациите од АСНОМ здраво за готово ги земаме, ама после неколку овие акцента кои ги дадовте, мислам дека ќе има многу постирање на токму да го прочитаат повторно декларациите. АСНОМ гарантира право на слобода на вероисповест, право на избори, право на приватна собственост, право на слобода на мисла, право на здружување. АСНОМ гарантира највисоко заседание. Држава со сите нишани, со сите атрибути, со сите атрибути. Токму држава каква што Панко Брашнаров ја објаснува во својот воведен говор. Јас кога го читам тоа и кога го зборувам со емоции. Заради тоа што таква држава требало да се изгради. Факт е дека до доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт малку знаевме и за Панко Брашнаров, скоро ништо, малку знаевме и за Ченто, тоа беше све беа забранети теми. Па и за Кузман Јосифовски Питу малку знаеме, така. За декларацијата на АСНОМ. Значи, ја сум си правил тест со моите другари, со кои што играм фудбал заедно, возиме точаци, одиме на планини. Возите точаци? Возиме точаци. Добро, сега пред рекламите ќе значи, луѓе со кои што сум пораснал, сум учел заедно на училиште и често знам вака да направам еден тест околу оваа тема со историјава, да потпрашам нешто што мислам дека интелектуалец треба да го знае. 90% од луѓето не знаат ништо за декларациите на АСНОМ. Интересно е американците како си ја знаат декларацијата за независност напамет. Од прв збор до последен. Тука се гледа државотворноста, така? Тука градиме држава. Тука гледаме американците за тоа. Тука гледаме we the people што сме сакале да направиме. Значи во декларацијата на АСНОМ пишува што сакале да направат партизаните, каква држава. А тоа се овие поенти што ви кажа. Некој друг треба да објасни зошто тоа не се реализирало во пракса и зошто луѓе кои што ја гласале таа декларација, после 2/3 завршиле на Голи Оток или во Идризово или во Отешево. Но пак ја кажам, од денешна временска дистанција, ние треба да ги испочитуваме сите што и најмалку чаша поместиле за Македонија, и треба да ги испочитуваме без да ги делиме. Дури и овие, Лазар Колишевски, иако имало лоши работи, значи, да ги почитуваме добрите дела. Дури и тие. Сториле нешто за Македонија. Да, индустриализација која што во одреден период била добра, се направиле патишти, се основна инфраструктура. Никој не го спори тоа. И треба да се почитува. Она што јас сакам да го доловам е дека треба да прекинеме да се делиме меѓу себе кој бил за Ќосето, кој не бил за Ќосето. Кој бил за Сарафов, кој бил за Сандански, кој бил за Даме Груев, кој бил за Гоце Делчев. Значи, идејата е да се укаже дека вие како... Ама ја те го повторив неколку пати, господин Димовски, значи идејата, според она што јас го читам, ја не треба да се занимавам со сериозни анализи, затоа што прво и немам време, но од она што го читам, треба вие, како власт и како партија, да бидете обележани дека немате респект за партизаните, немате респект за она што во минатото било добро направено, не знам, дека ги бришете сите работи и сега вадите некои луѓе, насила правите, не знам, некои
вадите некои луѓе како Ќосето кои биле масовни убици. И тука нема дебата. Тука нема образложение. Тука едноставно само фрлање и не одговор. А види, некој ага малце посериозно да се занимава со истражување, ќе види дека на огромен дел од луѓето кои што се денеска на некој начин во раководните структури на ВМРО, дедовците им биле партизани. На голем дел им били и затварани после тоа. Немој сега една болна точка ќе кажат сега кој што многу велат дека пола СДСМ е влезено во ВМРО. Не, Јанко, еве ќе ти го, значи да не испадне сега. Значи има фамилии во кои што партизаните кои што се бореле за Македонија после 5 години од кога се формирала Народна република Македонија биле затварани како ВМРО-вци. Еден од најреспектираните според мене СДСМ-овци Ханџиски, па имаше комити и војводи во неговото од неговите предци и тоа се гордееше. И мислам дека со него ако ги зборуваат историските теми дека на слична фреквенција ќе. Добро, он е многу интелигентен и ја го многу го почитам. Он е еден од луѓето кои што немаат врска со историја во смисла на едукација професионална, но еден од луѓето што најдобро ја познаваат македонската историја. Да, сум го слушал, повлечен е за сега, но може би како идеја да се контактирам и со него. Тоа е основната порака. Например, Борис Сарафов и Јане Сандански. Не можеле да се видат меѓу себе. Тоа е вистина, така. Ама, знаеш како, сега се вадат, вие добро го рековте, не можеме да ги двоиме, али овој бил пробугарски, па го убил овој, а овој на овој, па не, за сосема овој бил други за работи. Бугарија, овој бил за овој, Черноземски бил ваков, овој бил онаков. Значи, за секого под лупа, ама обично, стварно, тоа навистина го гледам и тоа го прават исклучиво со расоидните новинари. Ја никогаш не сум го слушал. Наметнувајќи малце раскол помеѓу. Јас сум растен у мало каде што моите соседи, значи врсници на татко ми што биле чисти комунисти. Никогаш ваков лош збор не сум слушал како од овие денеска. Јас сум слушал луѓе кои збореле за доблест, луѓе кои имале морални и етички вредности. Од мој комши сум слушал, овие не се комунисти. За денешниве овие. Овие не се комунисти, разбираш? Затоа ги викаат комуњари. Друга поента сакав да ви спомнам овој Ќосето, Андон Лазов Јанев Ќосето, кој што представувал стварно посебен лик во организацијата, е еден од луѓето кои што му помагале директно на Делчев за формирање на Четинис Македонија. Ако Делчев го славиме за нешто, го славиме токму за неговата мисионерска улога низ Македонија во формување на... И овој бил конкретен реализатор. На дигање на отпорот, значи тие одело цело во село. Дека тие чети се дигале не само против турските, туку и против српските. Најчесто против пропагандите. Најчесто против пропагандите, заради тоа што за жал грчката пропаганда во Македонија добивала поддршка од отоманската власт тогаш. Колку и да звучи од денешна перспектива чудно и неразбирливо. Зошто? Не можам да ја фатам таа логика. Ви нафрлив примерот со Цариградскиот патриарх на почетокот. Затоа што можеби сме биле поопасни во отпорот спрема турците за разлика од грците? Веројатно, но на пример деновиве беше спомнат примерот на некој гркоман убиен од Ќосето во Гевгелија. Цоци. Не е ни битно, Цоце. И сега Ќосето во неговите спомени вика не само што беше гркоман и што беше директор на грчкото училиште во Гевгелија, тој беше и туркофил. И секојдневно се дружеше со овие чаушиве во Гевгелија и плюс напаѓал млади девојчиња. И губил. Што требало? И тоа 2 години... Требало некој МВО да се погрижи, не знам. 2 години била стара одлуката на... И то, он не убивал по негово видување. Сега ми текнало ќе рок на мјан. 2 години била стара одлуката на ВМРО за да се ликвидира овој човек во Гевгелија заради XXX конкретни примери. Никој не се нафаќал да го изврши тоа. Тогаш можете да замислите ако ви бил првиот чауш во градот пријател,
а вие сте директор на училиштето, што значи тоа? А тоа значило, тие луѓе погрчувале, им го бришале идентитетот на луѓето на македонците. Да, затоа имало и грчки школи и секакви други школи, затоа имало и грчки попови и секакви други попови. Тоа била целта, да се асимилираат луѓето, да се приклонат. Црквата и училиштата биле алатката како тоа се правело. И тоа сите го правеле, не само грците. Грците биле најуспешни, мораме да признаеме. Иако ние од денешна перспектива, од перспектива на Скопје, од перспектива на Велес, не го перцепираме тоа, но грците биле најуспешни заради тоа што тоа го направиле во многу градови во северниот дел на Грција. Илија, ја сега би те замолил за една кратка пауза. Ќе го продолжиме разговорот. Имам уште неколку прашања кога се во прашање еве сега и како парламентарец за насоките, искрените насоки кон што и каде ќе се движи Македонија во рамките на новите геополитички случувања, на кој правец, дали остануваме на она што до сега или е тоа само декларативно, и за точаците, за патеката нема да ти заборавам. Добро. Тоа мора да го рачнеме. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Македонија си бира власт врз основа на програма. Во таа програма се содржани работи кои се содржани, врз кои едноставно кој да дое на власт, каква и да му е, не знам, идеологијата на неговата партија, он мора да се држи до она што ќе го вети на избори. Вети на избори. Она што Македонија, сите партии упорно го ветуваат, тоа е Европска унија и НАТО. Паметам и ја повторувам стално таа реченица, бидејќи одлагањето на приемот на Македонија во Европската унија и во НАТО заради Грција која не блокира во влезот во институциите, а според времената спогодба не смее тоа да го прави, нешто што соросоидните новинари никако не сакаат да го акцентираат, да го кажат, да го извадат, ама ни еден од нив, дека во времената спогодба стои. Ние можеме да се расправаме, но Грција нема право да не... И тоа е единствената концесија која што Грција има со времената спогодба. Сите други работи се наша отстапка. Името, знамето, уставот. Единствена концесија што Грција има со времената спогодба е да не го стопира влезот на Македонија. А токму тоа го прави. Да. И тоа кај нас со амин на добар дел од опозиција и особено со расоидните новинари, тие неколку што не мораме да ги спомнуваме, нели? Јасни се по нивните стави, веќе ќе те коментираат, ако и не те искоментирале уште веќе во да се. Ја и се расправам и директно со нив, да ти кажам искрено. Значи знам и да седнам и кафе да напијам и да се напијам и да искоментирам. Добро, јас сум малце постар, ја купувам фстаци и гледам вака, уживам, коментирам. Пошто си изнакажав ја во животот, сега собирам вака, гледам програма Multichannel. Сакам ова да ме интересира за ставот на ВМРО. Во овој период подемот на Русија, економскиот подем на Русија, воздигнувањето на Русија под лидерство на Путин, каде што она навистина застана на цврсти нозе, се издигна од едно мртвило после алкохоличарон кој ја водеше на голема радост на цел Запад. Кој што не призна нас? И кој не призна нас, ваков или таков. Ќе го почитувам. Ќе го изреспектираме. Со 300 бани, што имаше за Јелцин зборуваме, вака да никој да не разбере. Зато и Буш си го респектираме да призна. Така. Ја имам една мајца со ликот на Џорџ Буш. Сигурно ми е тесна, иначе кога бев во Америка ја купив и мајца е Јанко да. Следниот пут XXL. Значи тоа е као сега актуелно. Као ви недостасувам, значи после еве долго владење на Обама ви недостасувам. Сега ќе земам таква, ќе направам со Бранко Мисми. Сакав, значи посериозна е работа. Се случуваат работи кои се случуваа во Источна Европа со падот на комунизмот, се случуваат сега на Запад многу брзо.
многу дефокусирање, ја еве разговарам и со Бобан Нонковиќ, ќе немам деновиве исто така и со боцевски аналитичари, ќе викам околу целава работа ми интересира и твоето мислење. Подемот на фашизмот во Европа, која е една сериозна. Ние Европа ја сваќаме здраво за готово безпоговорно, особено опозицијата каде што нема критички однос према било што да се случува во Европа. Искрено да кажам, мојот став, јас сум за ЕУ и јас сум за НАТО. Колку и да лошо звучи. Но имам критички размислување и спрема едната институција и спрема другите за разлика. Мене искрено, како обичен граѓанин, ме загрижи подемот на фашизмот. Имаме подем на фашизам во Грција, кој е институционален. Значи, не е ова некоја смизлегле двојца, и за кој тројца што и има така натаму. обвинувања дека можеби некои посериозни структури стојат во смисла на во Европскиот парламент крајно десничарски партии, значи имаме налепен Франција и така натаму. Од Германија има еден пратеник во Европскиот парламент, од Англија, нели, релативно е како ги разбираме, но е крајна десница. И сега велат, и покрај тоа Европа нема да застранува и така натаму. Не може да не застранува кога идеологијата. Вака, јас сум зборувал и сум Што вие размислувате веќе? Сега ќе ви кажам. Јас сум зборувал и сум Иако само уште ова. Велат дај да се свртиме кон Русија. Ја никогаш не сум видел Русија, да, привлечна е во моментот, нели, Путин, многу плин, многу бизнис им тера и така натаму, но никогаш во историјата Русија не била добар сојузник на Македонија. Ја не паметам што корист ние некогаш сме виделе. Дали тоа некое пансловенство имало балем некоја допирна точка, еве на човек да се подпре. Никогаш не сум го видел. Геополитиките на државите во минатото се базирале на собствените интереси. И на Австро-Унгарската империја, и на царска Русија, и на Германија во подоцнежниот период, и на Британија во подоцнежниот период се базирале врз база на тоа кој ќе го контролира ова подрачје и кој ќе ги контролира топлите мориња. Тоа било интересот и тоа е практичниот и прагматичен пристап кон работата. Ова за Европа е многу сериозно. Да, топло море, значи јужните мориња, Медитеранот и сите мориња што се со него. Егејско, Јонско, она во Италија како се викаше на та, не е ни битно. Океј. Тиренско море, да. Околу ова во Европа, тоа е многу сериозно прашање. Јас сум зборел со многу луѓе кои што потекнуваат од тие европски институции, ги имаме секојдневно, ние работиме со нив. Добро. Во целиот напор да ги забрзаме процесите, имаме дневна комуникација. Се уште оди тезата дека доминантна политичка улога имаат класичните партии во Европскиот парламент, значи ИПП, Европската народна партија, каде што и ВМРО ДПМН е членува. Социјалдемократите, каде што е вклучена СДСМ, зелените, либералите, и тие стварно сочинуваат огромен дел, можеби 2/3 од составот на Европскиот парламент. Но на што фрапира, на последните избори има огромна појава на радикални, крајно десничарски, па дури профашистички политички структури, кои што успеа да се изборат за свое учество во Европскиот парламент. И ги има и од источна и од западна Европа. Че ги има и во државите кои што потекнуваат од претходниот комунистички блок, но ги има и државите во она, како ја нарекоа американците, стара Европа. Па ги гледавме сцените подемот на фашизмот во една Полска. Неверојатно. Знаете во Полска подем на Знаете фашизмот. на што се должи тоа? Јас мислам дека две причини се. Прво е економските проблеми кои што се појавија последните 7-8 години, имплицираат социјална нестабилност, имплицираат намалување на пензии, намалување на плати, бркање од работа. Ова што се случува во Грција не би го пожелил на никого, во смисла на деклинација на она што го имале како ситуација. Човек кој што земал 2.500 евра, кој што имал примања 2.500 евра во Грција, во согласно со тие цени таму, сега има примања од 700 евра. Значи изгубил огромна содржина од тоа што го имал претходно. И со цените во Грција кои што одат за рентање на стан, за струја, за вода, за храна, е на ниво на неиздржливост тоа. Но не се. Тоа е првата причина.
економските кризи кои што се појавија во Европа. Втората причина, според мене, што европјаните не ја гледаат, е затвореноста на Европа. Додека Европа беше отворена, додека брзо ги спроведуваше интеграцијските процеси, додека брзо зачленуваше држави кои што имаа желба да бидат во Европа, додека немаше затворена политика спрема соседите, Европа немаше вакви движења во себе. Сега Европа е позатворена. Да, ма тоа Значи, велат 5 години нема да има проширување. како радикализмот растеше исто така. Ама затвореноста создава радикализам. Знаете како има една теза, вика за секој проблем во демократијата решение е повеќе демократија. Е ја таа теза би ја искористил и би рекол за секој проблем во Европа решение е повеќе Европа. Заради тоа што Европа не се само институциите во Брисел или во Страсбург. Европа е вредност. Европа е уметност, Европа е традиција, Европа е мешавина. Да, ма тоа не го создаде Европската унија, тоа си го создадоа државите. Но треба да го почитува. Јас сум човек кој што сака Македонија да стане членка во Европската унија. Но некои наши традиционални вредности и карактеристики кои што си ги имаме, јас не би ги менувал. Значи све што е прагматично и рационално. Значи на професионализација, не знам, фискални сметки, хасап стандарди, апсолутно. Тоа е рационално и прагматично. Ние допрва ќе ги гледаме ефектите од дисциплинираната политика во неколку сфери. Допрва ќе ги гледаме. На што мислиш? Значи, дисциплинираната фискална политика е еден од столбовите на кои што се потпира македонската економија во време на криза. Ќе ми помогне Ставревски да го донесам овдека затоа што излезе Ќе разглобувате со него. Петар Гошев излезе и рече дека вие се формирате, дека сте, ма тоа немало врска, на еден многу вулгарен и не би сакал. Не, човекот очигледно веќе во поодминати години не би сакал ја да употребувам такви зборови. Ставревски ќе одговара овдека на ова столче овдека за овие. Во вториот квартал имаме пораст од 4,3% на македонската економија. Најголем пораст во тој квартал во сите држави во Европа. Ама тоа велат благодарејќи ова на Скопје 2014 и на овие странски инвестиции, дека македонското стопанство не работи, дека македонското нашите фирми не работат. Преработувачката индустрија пораснала за 10%, градежништвото пораснало за 17%. Трговијата на мало пораснала, услужните дејности пораснале. Кој ги составува тие? Кој ги составува? Што Джонсон Контролси, Джонсон Мети работат градежништво? Ја тоа не знам. Впрочем, па и градежништвото е плод на економската политика на владата. Така, овие огромни зафати кои што се случуваат. Јас од Велес кај да сакам да излезам, Јанко, а патувам секој ден, кај да сакам да излезам, ми е тешко да излезам. Што секаде се булдожери, секаде се блокирани патоите. Кажи им тамо нека ставаат знаци, гинат луѓе и да тву контраст. Има знаци. Јас секој ден го минам тој пат инака и наваму. Секој ден. Значи ја и живеам во Велес, патувам. Ја те скокам малце од тема на тема. Нема проблем. Тешко е да се вози реално. Тешко е да се вози реално заради тоа што во пола делницата се вози по една лента, ама на другата лента не игра оро некој. Машини дупат, како да ти кажам, или асфалтираат, или копаат. Се не можеме да го направиме патот, а да не работат машини. Или сериозно, јас сум го сретнал тоа, значи се возиш и во најобичен ден контра смер ти вози. Зборам покрај квизурата, кај Чињака и Вардар и јас да ти кажам, значи јас еве повеќе години возам секој ден, само еднаш сум видел. Само еднаш сум видел. Доволно е. Не дај Боже. Биди среќен што си останал да го памтиш. Да. Ето. Значи, ја ова само ти го кажувам да лобираш. Од името мое и на граѓаните. И сосема совесно и така го разбира. Како пратеник треба поголема контрола на таа делница. Значи, имаме ли ние иднина, Европа останува наша определба и НАТО? Да. Ние постои ли некаква опција да ние се вртиме, еве наместо НАТО не прима и гледаме дека нема да не прими, а грците не се решава тој проблем. Имаме ли тогаш тој безбедносен аспект да го решаваме преку Русија и преку Кина? Зошто? Затоа што, ако добро разбирам, НАТО нам ни е потребен само од исклучително заради безбедностниот аспект, бидејќи таму членуваат земји членки кои се можеби најдобро вооружени во светот и кои се некаква гаранција за некаква си безбедност. Ајде условно да речеме, нели?
Зошто Има примери на држави кои што членуваат во НАТО, а имаат внатрешни или имале внатрешни проблеми, така. но не сакам да релативизирам. Значи, Добро. определбата за членство на Република Македонија кон Европската унија и кон НАТО, односно кон тие безбедносни и политички структури е универзална за сите политички структури во Македонија. Тука сте унисони сите. Сите. И тоа нема да се менува за Но, сега. Јанко, исто така. Добро? И огромно мнозинство од граѓаните исто така се во истиот правец. Во последно време се слушаат почесто тонови на анализа или тонови на критика. Немој да отворам телефон и ти ќе се фатиш за глава што е кај мене. Добро, но има и релевантни истражувања. Има така, и тоа се согласувам. Да. Се согласувам. Има и тоа е несомнено и треба да се слуша, Дека треба да се повеќето од прочита, народот треба да се- се видат сите анализи. Анализите велат дека народот на Македонија е за но- НАТО и за ЕУ. Но нашето приближување кон западните безбедносни и политички структури е стратешка определба која што не е нова и која што е со години. И врз база на таа определба ние сме ја граделе државата. Така, од самиот почеток, од 90-тите години, 91 година парламентот носи декларација за независност и носи декларација за членство во НАТО. Паралелно, во неколку месеци разлика. Идеолошката матрица, дури ако сакаш, на ВМРО секогаш била продемократска, прозападна, без разлика сега што не обвинуваат вака или така. Така да тука нема, во овој период нема простор за поинакви пристапи, освен што треба многу свесно и многу совесно да градиме пријателски односи со сите фактори. Тоа подразбира на ниво на политичка комуникација, на ниво на безбедносна соработка, на ниво на културна соработка, на ниво на трговија и економија. Значи, сите оние фактори во светот кои што се пријатели на Европската унија и се пријатели на Македонија. Со сите оние со кои што тргува Европската унија, тргува и Македонија. Специјален статус со Европската унија има и Турција, и Кина, и Русија, така да и Индија. И тука нема дилема. Ние се обидуваме во тој правец да си помогнеме и себе си побрзо да се развиеме. И никој нити замерува за тоа, нити се лути за тоа. Што правиме тогаш со преговорите со Грција? Ние преговараме за една небулоза, преговараме за име, што е кај дел од граѓаните од Македонија небулозно. Кој вика дозволило за мое име да се преговара? Па сега, знаеш, често се користи која семантика е исправна. Дали е тоа преговори за името, дали е тоа разлики за името, зашто Разговори или преговори? Преговори, ако се Во документите преговара... разговори пишува. Разговори. Да. Кажете ми, има еден притисок во последно време кој вели дека сево ова е бесплодно. Дека ова нема решение, освен ако ние радикално не си го смениме името. Што опозицијата и соросоидите громогласно го велат затоа што велат тоа ни е влезот во ЕУ и во НАТО. Јасно ни И рекол. тоа не е гаранција. Во НАТО и во ЕУ нема да влеземе, според нивните кажувања, ако не го смениме името. За името ни се врзува идентитетот, како што кај албанците се врзува со знамето, нивниот идентитет, кај нас со името. Дел од опозицијата и соросоидите не сакаат тоа да го прифатат и да го признаат. И да го смениме името не е ништо страшно, имате значајни видни политичари, некои ги спомнавте таму тие со летоците уште од 90-ти години, кои голема работа Северна Кореја и Јужна Кореја. Јужнокорејци, севернокорејци, корејци си остануваме. Вака. И финците биле суоми, па и така натаму. Релативизирање. Тие луѓе само бараат аргументи како да продадат Дали некоја е своја политичка време матрица да- која што не е автохтона. Дали е време да ги прекинеме разговорите, бидејќи веќе не знам колку 120 Не, членки на Обединетите Организацијата на нации Обединетите нации. не има признато под уставното Не, име и нема. од нив да го побараме директно, да се Вака. го побараме. Значи нема сериозен политичар во Македонија кој што на ова прашање ќе ви одговори со да.
Заради тоа што тоа Грција многу умешно би го искористила, обвинувајќи на нас како деструктивец, иако ние сме конструктивни цело време. Ние сме тие кои што се обидуваме да иницираме комуникација и за проблемот, но и комуникација за сите други прашања. Вие знаете дека Министерството за надворешни работи имаше неколку иницијативи за отварање на гранични премини, за забрзување на соработката помеѓу локалните самоуправи во смисла на користење на европски фондови за културна размена. На сите официјални иницијативи од Министерството за надворешни работи кои што немаат контакт со главниот проблем, грчката страна или одговара негативно, или не одговара никако, што е исто така негативен одговор. Од друга страна, па факт е, кој што е сосема јасен и за европските фактори, дека оваа грчка влада, предводена од овој грчки премиер, не покажа никаква желба и никакви знаци дека е спремна воопшто да работи на решавање на овој проблем. И за ова многу пати нашите луѓе кои што имаат одговорни позиции во извршната власт и кои што се директно вклучени во овој проблем, многу јавно и многу јасно говореле. Јас не би сакал нити да парафразирам, нити да цитирам, заради тоа што нема никаква промена во последниот период од тоа што вие сте го разговарале овде со премиерот пред неколку месеци. Не знам кога било последната емисија. Еве каде ќе те водам, затоа што има една болна работа каде што претпоставам дека ти е тебе болна, затоа што се наметна како умерен политичар кој сакаш да говориш со помирувачки тон, а ти мафтаа со прст пред носот, што мене не може, не знам, едноставно инстинктот би ми направил белја при таква ситуација. Знаеш на што асоцирам познатата фотографија кога бившиот и снимка кога со прст пред нос, што е чин за мене за агресија и секоја ти чест на воздржувањето. Мислам дека помалку смирени луѓе би реагирале. Нема да одговараш риторички. Сакам ова да прашам. Во рамките на целата игра не е ова затишје. Грција, имам чувство дека Грција игра активна улога да Македонија ја воведе во некаква криза во која би се дошло, сега ја малце ќе шпекулирам, би се дошло да Македонија земи или остави, мораш да земеш. Да, во ситуација да дојде Македонија веќе на прашање на маса во Совет за безбедност, дали ние сме кадарни како држава или не сме кадарни. Во тие рамки ги ставам дека најрадикалните случувања, кои мислам дека најмногу и одговараа на Грција, порекли ме дека не е така, е случувањата од парламентот која ти мафтаа со прст пред нос, па до сега ова невлегувањето на опозицијата во парламентот. Во чија и во каква корист и кој конечно има корист од се во ова? Демократијата, партијата во опозицијата, СДСМ, пратеници кои нити земаат плата, нити си работат, нити имаат пиар, нити имаат ставови негдека јавно да ги кажат пред граѓаните кои ги избрале и дека се во ова во една задненска игра, мислам дека има новинари кои ги правеле овие посериозни анализи, дека стои ова. Ме интересира ставот на ВМРО, твојот личен, како размислувате во ова? Има луѓе кои што мислат дека во политиката многу случајности може да се повторуваат. Има луѓе кои што мислат дека во политиката нема случајности. И нити едното може да се докаже, нити другото може да се докаже. Но, ние сме млада демократија во која што политичките фактори се уште ги учат принципите на политика и се уште ги учат мерењата на одлуките. Ние имаме конкретна ситуација која што неприсуството на опозицијата во парламентот, која што според нив е во полза на опозицијата, иако не е така, но они процениле дека е во полза, но е на штета на државата. Зошто на штета во државата? На штета на државата е заради тоа што оние кои што сакаат да представат лоша слика за Македонија имаат аргумент да кажат во парламентов не доаѓаат 30 луѓе на работа и нема квалитетна дебата. Има дебата, ама не е таа квалитетна, нема спротивставување на аргументи, иако го има тоа. За која цел? Тие што сакаат да ја направат штета на Македонија, тоа ќе го дигнат до максимални граници
и ќе го представуваат како аргумент дека Македонија не е спремна да влезе во Европската Унија, не заради тоа што има проблем со Грција, туку заради тоа што има проблем натре во себе. Како што и некои од твои колеги секој втор ден пишуваат колумни. Сега, што сакам да ти кажам? Значи, таа нивна одлука или претходната нивна одлука за 24 декември, може би они процениле дека им е во интерес на партијата или на личната кариера на Заев, на Радмила, на претходното раководство на СДСМ. Но, тие треба да се доволно свесни да проценат дека таквата одлука, дури и да е во корист на СДСМ, е на штета на Македонија. Во западните држави, Германија, Холандија, Данска, Велика Британија, зборам за сериозно развиените држави, не се носи одлука во интерес на партијата, а на штета на државата. Тоа е греф. Се носи одлука во интерес на државата, па дури и да е на штета на партијата. И тука ние сме млада демократија. И затоа велам, може би е случајно, може. Не сакам никого да обвинам заради тоа што има луѓе што мислат дека е случајно, има луѓе што мислат дека не е случајно. Да се оградуваш, да прекинувам. Но, Јанко, најголемите кризирања секоја година уназад се случуваат токму во периоди пред или после самитите на Европската Унија и на НАТО. Ако предизвик за тебе или за било кој што се занимава со оваа проблематика, да ги напише на еден лист во табела датумите кога се случувале вакви големи настани на европско ниво или на светско ниво, самити на НАТО, самити на Европска Унија, извештај за Република Македонија за напредок. И ако ги напише датумите кога со нешто сме кризирале во смисла на парламент, демократија, медиуми, меѓуетнички односи, многу често се поклопуваат. Сакаш да кажеш дека е диригирана работа? Не знам дали е диригирана или е злоупотреба. Или злоупотреба. И сега, мораме ли толку да ги молиме, морате ли толку да ги молите да се вратат во парламентот? Еве, нетврдокорните ВМРО-вци што гласале за вас, вика, па што толку ги молите? Не иќат, пријатно. Зошто ги молите? Добро е за државата. Добро е за државата СДСМ да биде во парламентот и добро е за државата да имаме добра опозиција. Ако има капацитет да е добра опозиција во смисла на квалитетна опозиција, креативна опозиција, опозиција која што ќе нуди идеи, која што аргументирано ќе ги оспорува политиките. Знаете, нас ни треба опозиција која што нема да се занимава со тоа како бил облечен некој министер цел ден, и тоа по цел ден се пишува на Facebook или се коментира, туку ни треба опозиција која што цел ден ќе зборува, дали министерот има капацитет да ја спроведе политиката и каква политика спроведува. Дали законите кои што ги предлага се добри, дали законите кои што му ги гласа парламентот се имплементирани, дали можело подобро, дали можело различно да понуди свој концепт. Тоа е квалитетна опозиција. Таква опозиција, Јанко, и недостасува на Македонија. Да бидеме искрени и прецизни. Не, те подпрашувам, ќе оставам за другите гости за ова. Она локално, како партија и како власт, силно се заложивте проектот Скопје 2014. Го видоизменивте Скопје. На многумина тој им смета, но што на многу повеќе го прифатија како добре дојде. Многумина и се затечени искрено, ќе им треба време да го прифатат, за разлика од младиве кои им е здраво заготово. Обично ќе растат со не. Да. Друга е перцепција. Да, сосема друга перцепција ќе биде. Но заради тоа го изгубивте центар. Не би рекол дека заради тоа. Како не заради тоа? Не, јас имам друг пристап. Јанко, еве на последните локални избори ние изгубивме општина Центар со на советнички листи со 1000 гласа разлика во прв круг. Да, добро. За градоначалник 2000 разлика или 3000 разлика, не е ни битно. Но, ајде вака, ќе набројам 4-5 града во Македонија, големи градови. Охрид, Битола, Прилеп, Велес и Штип. Може? Добро. Ако изолирате 10% од територијата на тие градови во нивното централно градско јадро и тие ги наблюдувате како посебно гласачко тело, ќе видите дека иако во сите овие 5 градови ВМРО победи со огромни разлики, во Охрид со огромна разлика, во Битола со огромна разлика, во Прилеп со огромна, во Велес, во Штип, во сите 5 градови за кои што зборуваме,
централното градско јадро, тој 10% од гласачкото тело, гласа за СДС. Овдека малце повеќе испадна. Центар е 10% од Скопје. Не е цело Скопје. Значи, се откажавте? Сметате Не, далеку од тоа, ВМРО ДПМН има многу проекти направено за центар, ако сега е улица Македонија. Јас памтам, ти како скопјанец и како повозрасен од мене. Сеќаваш на ние социјалистички џамчиња, мртвилото по улица Македонија. Улица Македонија е проект на ВМРО ДПМН. Спориме големите споменици, големиот број споменици. Само во една година од мандатот на Тодороvić имаше 57 улици реконструирани или направени во центар. Сега имаме градоначелник кој што да го донесете тука и да му речете еве цела вечер зборувај за проекти што ги имаш направено, нема проекти. Има имидж пиар, има приказки на големи политики, така, нели, он не е градоначелник, он е лидер на партија. Нема има една зграда со стил како што он одлучил. А Карпош? Не ми е многу познат Карпош, заради тоа што Но Карпош е друга приказка. Карпош има 3 пати поред ист градоначелник кој што на последните избори не победи и нас и нив. Сигурно има некоја содржина за тоа. Скопје 2014 нема да биде завршен 2014. Според моите сознанија, плоштадот уште долго ќе биде заграден. Заграденоста на плоштадот, респект, окей. Мене ми е жал што поголем дел од ова десетлетие го поминувам из огради и така натаму, каде што сакам да шетам. Но, окей, некојаш ќе биде добро, можеби ќе имам и доволно време да му се изнагледам откако ќе биде завршено. Но она што ми смета, господине Демовски, е потегот од едната до другата галија, на кеот на реката Вардар, десната Течно страна. од мостот Гоце Делчев до мостот кај Холидейн. Така. Значи, тој дел е затворен, иако сите градежни работи помалку или повеќе се завршени. Очигледно е, ја често поминувам, таму не се работи, тие двете галии стојат, никој не ги прави, затрупано. Сам дека се работи. Се работи со толку ниско интензитет и тоа е просто смешно. И ја веќе не наоѓам после толку години, веќе никакво оправдание да ние, велосипедисти, рекреативци, ролери, луѓе кои трчаат. Тој потек се качуваш горе, па после се сивнуваш доле, јасно ми. А сега е веќе и заградено, мораш и по скали. Тоа мораш низ трговски центар да идеш, веќе не можеш ни да поминеш ако идеш со велосипед покрај ринги шпилот па да продолжиш кај мостот Гоце Делчев. Мораш низ трговски центар да вртиш и така натаму. И навистина, заради нас рекреативците, и јас ти барам, ја не сум некој рекреативец, ама у овој момент сега да завршиме емисијата, да отидеме на кеј река од народ, со велосипеди, рекреират. Има една нова свест, една кај луѓето, тоа е фантастична работа. И ти си планинар, си велосипедист и те молам од името на сите, лобирај тие две тараби метални, нека се тргнат, ништо не треба да ни прават. Самите ќе си го најдеме патот да си возиме низ тоа. Условно, Јанко, заради тоа што треба да се види стварно ова градежни работи, заради тоа што не само дали може да се помине или не, некогаш и упрашкање и безбедност. Односно условена безбедност. Предолго више. Не дај Боже нешто да се случи. Абе автопатот ќе го направите до Грција, ќе го поправи автопатот Скопје Велес, ова не се завршува. Па дајте 560 метри. Јанко, јас ќе пренесам да пренесеш. Ќе пренесам. Тоа ми е целта. Тоа можам да ти го ветам, но во кој временски период тоа ќе биде. А свесен сум, иако јас не го користам тој дел, живеам во друг град, знам што значи тоа, зашто го гледам од друг аспект и тоа се случува и во мојот град. Значи навечер да отидете на градскиот стадион во Велес, а не претерам, ама од 6 до 9 саат, веројатно 500.000 луѓе во град со 50.000 жители. Тоа е тука и пута 10. Така што ја ти благодарам за ти благодарам и тебе за покана. Јас го ќе го лобирам кај секој од власта, градоначалник кој ќе дојде и ќе се така е правилно.
Истото му Така е кажав правил. и на премиерот, еве сега ќе имам и други гости, и нив нема. Ќе го пренесувам се додека... Така е правил. Ти благодарам многу за разговорот и ти благодарам за деталните објаснувања во врска со некои аспекти од нашата историја. Искрено да ти кажам, ме радува што вие како партија имате еден здрав став воопшто спрема историјата на Македонија, а не онака како што лесно новинарските пера за остварување на политички цели ќе ве оцрнат, ќе ви стават и така натаму и така натаму. Македонија има здрави и нормални луѓе со кои може да се работи и од едната и од другата страна. Со тоа што, Јанко, сакам да кажеме на работа. Историјата е нешто што треба да ја знаеме и да ја почитуваме и да бидеме свесни, но треба да работиме многу повеќе за иднината. Треба да создаваме работни места, треба да градиме училишта, треба да инвестираме во здравството, треба да градиме автопати. Тоа е главна преокупација. На оваа тема зборуваме некогаш кога ќе почувствуваме дека неправедно сме обвинети за нешто, како во конкретниот случај со ќосето. Се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно за некои поповолни теми. Дај Боже. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Господинот Илија Димовски го викнав, имаше доста актуелни теми кои ги објасни репризите, ќе можете да ги гледате стандардно, а се надевам уште во текот на утрешниот ден дека репризата ќе биде снимката од емисијата ставена и на мојот YouTube канал. Ве поканувам утре вечер, гостин во студиото ќе биде министерот за здравство Никола Тодоров. Прашањата до него поставувајте ги на мојот Facebook профил, каде што е најавата за неговото гостување. Значи, не лични пораки, не мейл, не во инбокс, туку јавно, за да можат да се прочитаат. Бидејќи ако има неодговорени прашања, сепак ако ништо друго, барем лично да добиете одговор. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.